Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе продолжиме со обработка на глава 20 од книгата Дела. Во неа читаме дека апостолот Павле е се уште на неговото трето мисиско патување, но сега се наоѓа во завршната фаза од тоа патување и има за цел да се врати во Ерусалим. Во претходната епизода читавме дека неговиот план беше да оди во Македонија за да ги посети црквите во таа област. Ке почнеме со читање на текстот. Стихови 5 до 7. Тие отидоа порано и не чекаа во Троада, а ние отпловивме од Филипи по дните на бесквасници и за 5 дена пристигнавме во Троада кај нив, каде што поминавме 7 дена. И во првиот ден на седмицата, кога се собравме да прекршиме Леб, Павле, бидејќи на другиот ден сакаше да тргне, расправаше со нив и го продолжи словото до полноќ. Лука вели дека апостолот Павле, неговите соработници и другите христијани се собраа на првиот ден од седмицата, а притоа прекршија Леб, односно заедно се причестија. И апостолот Павле проповедаше се до полноќ. Во прво послание до Коринтијаните, глава 16, стих 2, апостолот Павле им вели на христијаните во Коринт да ги донесат своите доброволни прилози кога ќе се соберат на првиот ден од неделата. Со други зборови, тоа значи дека првите христијани ги одржуваа своите богослужби на првиот ден од седмицата, а тоа е токму денот недела. Зошто христијаните ги одржуваа богослужбите во недела? Бидејќи тоа е денот кога Господ Исус воскресна од мртвите. Другиот интересен аспект за стиховите кои ги прочитавме е тоа што Лука вели дека апостолот Павле проповедаше до полноќ, затоа што другиот ден требаше да замине на пат. Тоа значи дека Павле сакаше да помине што повеќе време со христијаните и да ги упати во верата. Јас низ годините сум служел и проповедал во многу заедници, ама сигурен сум дека никоја од нив не би останала будна до полноќ за да ја слуша мојата проповед. Денес во црквите сакаме проповета да трае не повеќе од 40 минути, а првите христијани немаа проблем да го слушаат Павле како проповеда со саати. Не велам дека денес богослужбите треба секоја недела да траат со саати, но ми се допаѓа тоа што христијаните во Троада беа толку гладни да го слушаат Божиот збор, што воопшто не им беше проблем да останат до полноќ, се додека тоа значеше дека ќе добијат добра и квалитетна духовна храна. Стихови 8 и 9. Во горната одаја, каде што се бевме собрале, имаше доста светилки, а едно момче по име Ефтих седеше на еден прозорец и совладано од длабок сон, додека Павле зборуваше многу, се помрдна во сонот и падна од третиот кат и го дигна мртво. Ова беше навистина несекојдневна ситуација. Текстот вели дека Павле толку долго проповедаше, што момчето по име Ефтих заспа седејќи на прозорец, падна од третиот кат и почина. Дали ова значи дека проповедите на Павле беа досадни? Се разбира дека не, но тој ден верувам дека апостолот проповедал неколку часа. Не само тоа, туку не ни е дадена возраста на Ефтих. Може би бил помладо момче или дете на кое веќе му дошло време за спиење, или пак млад човек кој бил уморен од работа и заспал. На прв поглед се чини дека таа богослужба на христијаните во Троада заврши трагично, но тука не е крајот. Забележете што вели Лука. Стихови 10 до 12. Павле пак штом слезе, се спушти врз него, го прегрна и рече: не создавајте немир, зашто душата негова уште е во него. А потоа, откако се качи горе, прекрши Леб, го проба и зборуваше долго, дури до зори, а потоа отпатува. Тогаш го доведоа момчето живо и тоа многу ги утеши.
Со други зборови, апостолот Павле го воскресна ова момче од мртвите. Верувам ќе се сетите дека и апостолот Петар воскресна една жена од мртвите. Не знам дали сите, но очигледно е дека дел од апостолите има авторитет и моќ да воскреснуваат мртви луѓе. Дали овој дар им се дава и денес на христијаните? Мое лично верување е дека Бог по својата волја може да одлучи да воскресне некоја личност од мртвите, но искрено не верувам дека некој денес има таков дар. Патем, забележавте ли како Лука вели дека откако Павле им кажа на присутните дека не треба да создаваат немир, бидејќи душата на момчето уште е во него, тој се качи горе, го прекрши лебот и продолжи да зборува се до зори. Со други зборови, Павле не проповедаше само до полноќ, туку до изгреј сонце. Никој од присутните не му рече: "Доста е, Павле, треба да си одиме дома." Туку сите го слушаа и после неговата проповед, што траеше до рано наутро, предпоставувам дека луѓето тргнаа на работа. Може би дел од христијаните си заминаа порано, но тие ја пропуштија шансата да бидат сведоци на воскресението на Евтих. Ке продолжиме со читање на текстот. Павле и неговите соработници продолжија да патуваат. Стих 13. Ние отидовме порано со кораб и отпловивме во Асос, од каде што имавме намера да го земеме Павле, зашто сакаше таму да патува пеш. Така ни беше порачал. Лука забележува дека иако соработниците на апостолот Павле тргнаа од Троада до Асос со брод, сепак Павле одлучи да оди пеш. Може би ќе се прашате, зошто Павле се двои од своите браќа? Зошто не сака да патува заедно со нив? Јас лично сметам дека апостолот сакаше да го сподели евангелието со оние кои ќе ги сретне на патот кон Асос. Пловењето со брод не му даваше прилика да се сретне со голем број на нови луѓе. Тоа не значи дека Павле никогаш не патуваше со брод, но во оваа конкретна ситуација одлучи да патува пеш. Стихови 14 и 15. Кога се сретна со нас во Асос, го зедовме во коработ и дојдовме во Митилина, а кога отпловивме оттаму, на вториот ден застанавме спроти Хиос, а следниот ден стигнавме во Самос, на вториот ден дојдовме во Милит. Како што можете да забележите, авторот на оваа книга, доктор Лука, е прилично детален во неговиот извештај за мисиските патувања на апостолот Павле. Тој ги наведува сите места кои ги посетија. Патем, причината поради која пишува во прво лице множина е фактот што и самиот тој го придружуваше Павле. Стих 16. Во тоа време Павле реши да помине покрај Ефес, та да не се задржи многу во Азија, зашто се брзаше да биде во Ерусалим на денот на Педесетница. Текстот вели дека Павле сакаше да биде во Ерусалим за празникот Педесетница. Тоа е нешто кое Бог преку Мојсеј им го заповеда на евреите во писмата. Дали Павле беше обврзан да го пази тој дел од законот? Јас би рекол дека не беше, но сепак апостолот одлучи да го почитува тој дел од законот, бидејќи тоа му нудеше прилика да може да го сподели евангелието со големиот број евреи кои патуваа во Ерусалим за празникот. Стих 17. Но, од Милит прати во Ефес да ги повика црковните старешини. Градот Милит се наоѓаше на 55 до 60 километри од Ефес. Додека Павле престојуваше во Милит, доби желба да се сретне со старешините на црквата во Ефес. Тоа значи дека до тој момент црквата во Ефес имала своји духовни водачи кои се грижеа за нејзиното здравје, но и Павле продолжи да се грижи за духовното здравје на црквата. И тоа го знаеме не само поради оваа средба, туку и од неговите посланија. Едно од нив е напишано до црквата во Ефес, а други две до човекот кој ќе биде нејзин главен водач, а тоа е Тимотеј. Стихови 18 и 19. И кога дојдоа кај него, тој им рече:
Вие знаете дека од првиот ден, откако дојдов во Азија, го минував времето со вас, служејќи му на Господ со голема понизност и многу солзи, во искушенија што ми се случуваа заради лошите замисли на јудејците. Ова не се стихови во кои апостолот Павле се фали пред старешините во Ефес, туку само ги подсетува дека службата во нивниот град воопшто не беше лесна и едноставна и дека тој беше посветен да им служи во понизност со многу солзи и искушенија уште од првиот ден кога се најде помеѓу нив. Стихови 20 до 24. Дека не пропуштив да ви соопштам ништо од она што е полезно и да ве поучувам на јавни места и по куќите, сведочејќи им сериозно и на јудејците и на елините за покаяние пред Бога и вера во нашиот Господ Исус Христос. И ете, сега поттикнат од Духот, одам во Ерусалим, не знаејќи на што ќе најдам таму, освен за она кое Духот Свети го посведочи по сите градови, велејќи дека ме чекаат окови и маки. Но, јас не се грижам за ништо, ниту пак ми е мил животот. Доволно е само да стигнам до крајот на патот и службата што ја примив од Господ Исус, да го посведочам Евангелието на Божјата благодат. Апостолот Павле вели дека ќе оди во Ерусалим, иако знае дека таму го чекаат окови и маки. Со други зборови, тој беше свесен што ќе му се случи, дека ќе биде заробен, а сепак беше решен да оди таму. Зошто? Бидејќи Светиот Дух го водеше на тој начин. Некои христијани мислат дека Павле требало да остане што подалеку од Ерусалим, за да не биде заробен и да може слободно да го проповеда Евангелието. Но, тоа е човечки начин на гледање на нештата. Апостолот Павле сакаше да го следи Божјото водство. Бог на Павле му даде можност, дури и кога беше во окови, да го проповеда Евангелието, но и да напише писма до цркви и поединци кои ние денес ги имаме како дел од Новиот Завет. Кој знае дали денес ќе ги имавме тие посланија како дел од Светото Писмо, доколку Павле останеше на слобода се до крајот на својот живот. Верувам разбирате која е мојата поента. Тоа што ние луѓето некогаш го гледаме за зло, Бог на свој начин може да го сврти кон добро. Наша одговорност е да му веруваме и да го следиме неговото водство, дури и тогаш кога може би се коси со нашата логика или очекувањата на другите околу нас, а Бог секако ќе се погрижи за напредокот на неговото царство. Стихови 25 до 27. И сега ете, јас знам дека нема веќе да го видите лицето мое сите вие, меѓу кои одев и го проповедав Царството Божјо. Затоа, во денешниот ден ви сведочам дека сум чист од крвта на сите, бидејќи не пропуштив да ви ја соопштам во целост волјата Божја. Мислам дека секој проповедник би требало да сака да може да ги каже овие зборови. Не пропуштив во целост да ви ја соопштам Божјата волја. Може би некои од вас знаат, но јас долги години служев како проповедник. И сега, додека му служам на Бог преку оваа аудиопрограма наречена Низ Светото Писмо, мојата главна цел е на сите кои слушаат во целост да им ја соопштам Божјата волја. Односно, мојата главна цел е во целост да го проповедам тоа што е запишано во Светото Писмо. И оние делови кои ви се допаѓаат, и оние делови кои можеби воопшто не ви се допаѓаат. И на крајот од мојот живот би сакал да можам да погледнам наназад на се што направив и со чисти мотиви и искрено да можам да сведочам како апостолот Павле, дека во целост ја проповедав Божјата волја и Божјата вистина. Стих 28. Грижете се пак за себе и за целото стадо во кое Светиот Дух ве постави за епископи, за да бидете пастири на црквата на Господ и Бог, која ја придоби тој со својата крв. Ова е една од главните задачи на црковните водачи и старешини,
да се грижат за стадото во кое Светиот Дух ги има поставено за служители. Зошто? Стих 29. Бидејќи знам дека по моето заминување ќе се втурнат меѓу вас лути волци, кои нема да го штедат стадото. Апостолот не предпоставуваше дека во црквите ќе дојдат лажни учители, туку беше сигурен во тоа. Затоа им кажа на старешините и водачите да внимаваат и да го пазат стадото од тие лути волци. Една од главните цели на ѓаволот е длабоко да навлезе во црквите и службите кои верно го проповедаат Божиот збор, со цел одвнатре да ги растури. Павле вели дека лажните учители нема да ја штедат црквата. Стихови 30 до 33. И од вас самите ќе произлезат луѓе, што ќе зборуваат искривено, за да ги одвлечат учениците заедно со себе. Затоа бидете будни и помнете дека цели 3 години, дење и ноќе, не престанував со солзи да поучувам секого од вас. А сега, браќа, ве предавам на Бога и на Словото од Неговата благодат. Тој може да ве унапреди подобро и да ви даде наследство меѓу сите посветени. Од никого не побарав ни сребро, ни злато, ниту пак облека. Додека служеше помеѓу нив, апостолот Павле одлучи да се грижи за своите потреби, наместо од верниците да бара каква било поддршка. Стихови 34 до 38. Сами знаете дека за потребите мои и на оние што беа со мене ми послужија овие мои раце. Со се ви покажав дека така треба да се трудите и да им помагате на немоќните, а исто така и да ги помните зборовите на Господ Исус, зашто тој сам рече, поблажено е да се дава, отколку да се прими. Тогаш сите плачеа многу и гушкајќи го Павле околу вратот, го целиваа нажалени најмногу од зборот што рече дека нема веќе да го видат лицето негово и го испратија до коработ. Ова беше навистина емотивен момент, како за старешините од црквата во Ефес, така и за апостолот Павле. Сите знаеа дека нема веќе да се видат на овој свет, но имаа надеж за средба во вечноста. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.